Во тек е реализацијата на проектот Денови на Свети Климент Охридски, во организација на Сдруженијето Платформа за креативни концепти од Прилеп, во соработка со Општина Прилеп, Преспанско-Пелагониската епархија, Прилепските училишта и Институтот за старословенска култура, чија што цел е подобро запознавање на учениците од основното образование со ликот, делото и животот на нашиот просветител Свети Климент Охридски. Проектот вклучува одржување на неколку работилници од областа на македонскиот јазик, област која што ќе ја предводи наставничката Наташа Кулевска, историја, каде што предавањата ги држи наставникот Горијан Василевски и групата по ликовна уметност, која што ја предводи наставникот Александар Джинго. Како дел од проектот, викендов околу 100 ученици од Прилеп и дел од општина Долнени го посетија Охрид, каде што ги проширија знаењата за Свети Климент Охридски. Учениците прво го посетија манастирскиот комплекс Плаошник. Наставникот Горијан Василевски ги запозна учениците со историјата на ова место, но и со животот на Свети Климент Охридски. Потоа, учениците се поклонија на гробот на Свети Климент, кој што се наоѓа во самата црква на Плаошник. Од Плаошник се посети и црквата Богородица Перивлепта, каде пред да се изгради манастирскиот комплекс на Плаошник се наоѓаа моштите на Свети Климент. Учениците исто така имаа можност да се запознаат со прекрасните ремек дела на византиската уметност во галеријата на икони, која што се наоѓа исто така во оваа црква. А во дворот на црквата Богородица Перивлепта се поклонија и на гробот на великанот Глигор Прличев, каде што прочитаа дел од неговото дело Сердарот. Збра, и мажите и жените та гласитажна ека, и наве васал ко би зла, да град по лињата притородни ги беше фатил, и урој од скакалци се вдал, да султанот Арачли час пред време им пратил, да збира арач, луд бежал, ни град по лињата притородни ги беше фатил, ни урој од скакалци се вдал, да збира, та Кузман јунак славен, падна убиен од гега, тој Сердар прочут падна в бој, и ки ги гази плячкашкот, планините ни сега, а да ги брани нема кој. Земјоведот служители, да Деметра баш така, шепотеа за гласот зол, а жените, што му чуја писнаа од силна мака, и косика корнеа од бол. А гласот растеше и голем стана, та се дигна ко бореј, брзо ли. За час во сите ближни села толку брго не стигна тој несреќен и кобен глас. Довиците и бедните гледаш, солзи леат, и момите за света чест, а земјоделците терегитени од ровија беа од на таа толку жална вест. На крај, екскурзијата заврши со посета на катедралната црква Света Софија и стариот дел на Охрид.
дојде во голем број учениците. Тие беа запознаени од своите ментори за живот и делото на Свети Климент Охридски и во кој домен во нивната секција може да се вклопи делот и животот и делото на Свети Климент Охридски. Литературната секција и има можност да запознат повеќе делови на глаголицата, на неговата препишувачка дејност на Свети Климент Охридски, историскиот дел, преку предавањата на професорот Горијан Василевски има можност длабоко и доста добро да ги запознаат историјата на сите цркви и колкаво било влијанието на Свети Климент Охридски кога е создал првиот универзитет општо во Балканот и во Европа. И исто така Александар Джинго имаше можност да им го опиши начинот на фрескописот, како тие уште во времето за Свети Климент Охридски и после тоа како ги запазиле тие основни принципи во кои се темел на византиското сликарство. Се надевам дека оваа екскурзија ќе придонесе многу повеќе да ги заинтересира учениците, воопшто младината да ја заинтересира за повеќе да го афирмира делото на Свети Климент Охридски и да го пренесе на своите наредни генерации. Всушност тоа е и целта на овој проект, да ги поттикнеме младите да ја истражуваат се повеќе историјата на нашата земја Македонија и на оно што е духовно богатство во нашата земја, односно оние светители, оние стожери на нашата просветителност, на нашата просвета, кои се длабоко вкоренети во нашата историја. Учениците истакнаа дека се пресретни што се дел од еден ваков проект, преку кој што може да ги прошират своите знаења за македонската историја, но и за ликот и делото на Свети Климент Охридски. Ние со оваа екскурзија научивме многу за историјата прво на Македонија и македонскиот народ. Ги посетивме Плаошник, црквата Богородица Перивлепта, црквата Света Софија. Научивме многу за фреските кои се во сите овие цркви, на кој начин се изработени, со какви материјали. Исто го посетивме и Приличевиот гроб, го спомнавме и Сердарот и сите тие дела на тој голем интелектуалец. Па овој проект е многу интересен и мислам дека треба повеќе вакви проекти да се одржуваат, бидејќи сите нас младите не собираат на едно место и ни прават заедно да работиме и да имаме тимска работа. Како што спомнавме, ги посетивме црквите Света Софија. Света Софија била изградена во 11 век и таа била црква на мудроста. Како што ни раскаже, така и запамтивме дека црквата Света Софија не била посветена на светителката Софија, туку била посветена на Господ Бог, бидејќи тој е центар во нашиот свет. За Свети Климент научевме дека тој е еден од учениците на Свети Кирил и Методи, на словенските браќа, кој што е продолжил моравската мисија и со тоа продолжил да го расширува христијанството. Јас мислам дека овој проект е одличен и дека преку овој проект се запознаваме и покрај тоа што запознаваме нови знаења, се запознаваме и со деца кои што сме на исто ниво и сме заслужни да бидеме во проектот и сме благодарни на нашите наставници кои што ни овозможи да бидеме дел од вакво нешто. Денеска ги посетивме двете цркви, Света Софија и манастирот Плаушник, и ја посетивме исто така и Конската црква во Охрид. И ние научивме работите што се внатре, значењето на Свети Климент Охридски и неговите дела, што значат иконите што се нацртани во манастирите и во кој век се изградени и што значат. Свети Климент му го продолжил делото на Кирил и Методи, му е продолжил глаголицата. Тој го изградил првиот универзитет, Климентовиот универзитет во Охрид. Таму се образувале околу 3500 ученици. Тој бил првиот универзитет во Европа и тој имал исто така Кирил и Методи придружници исто, што му помагали на Свети Климент да го направи тоа дело. На денешниот ден научивме многу интересни работи од Свети Климент, како например дека Свети Климент ја продолжил дејноста на Свети Кирил и Методи, дека тој го основал првиот словенски универзитет и дека тој продолжил со ширењето на христијанството во
во областите околу Охрид. Па ја учествувам во историската секција. Ние во историската секција сите заедно се правиме обиди да направиме еден голем проект за да искажеме значајноста на Свети Климент, неговиот живот, неговите големи достигнувања и неговите дела и така натаму. Проектот Денови на Свети Климент Охридски со работилници продолжува во Прилеп се до 8 декември, кога за празникот посветен на Свети Климент е предвиден и завршен настан во градската библиотека Борка Талески.